разлика. Првата борбена линија, белите мантили, во земјава оставени сами на себе, без основна заштита против коронавирусот. Додека бројот на заболени расте, маските и ракавиците се штедат, тврдат за Алфа, здравствени работници кои секојдневно ни алармираат. Велат заштитни мантили и скафандери добиваат само оние кои се во директен контакт со заболените. Барем, ваква е сликата во државните болници и амбуланти. И приватните ординации се во ист кош. Општите ординации се оставени сами на себе, без елементарна заштита, никаква помош во ресурси, никаква. Свесни ли сте што ќе се случи ако ние колабираме и почнеме да затвораме ординации? Пари не бараме, бараме дезинфециенси, маски, ракавици, или ние не сме дел од здравствениот систем? Како најважните, докторите, да се борат со непознат противник кој секојдневно не уништува без заштита. И јавните личности отворено зборуваат. Вчера мојот сопруг напиша статус дека нема маски. Во 11 часот навечер му се јави директорот на болницата и му нареди да го избрише статусот. Ова што се случува е срамно. Тие што треба да не спасуваат се борат со голи раце со вирусот и им се закануваат кога ќе ја кажат вистината. Но не е само заштитата проблем. Нема респираторни апарати во клучното жариште Дебар, вели за Алфа поранешниот министер за здравство Таравари. За жал, здравствениот систем во Македонија е девастиран, дегенериран. Освен Скопје, другите болници и клинички болници што постојат се импровизација. Еве Дебар се имате нема една респираторна машина. Видете, може би има 120, меѓутоа колку се користа со се приватните клиники. Да, најголем дел се приватните клиники, да. Ја мислам дека се околу 100, кои што се може би Филипче знае точно. Меѓутоа и 120 е многу малку ако се случи да се комплицираат повеќе случаи. Не дај Боже тоа да се случи. До сега 20 доктори, 2 медицински сестри од Дебар се позитивни на корона. Новинарите упорно го прашуваат министерот Филипче и речиси секогаш неговиот одговор е дека здравствените работници се заштитени.